Денеска сме тука во училиштето Михајло Пупин да им го честитаме пратониот празник и воедно има две дополнителни причини. Една од причините е што е првото училиште во кое што има инсталирано фотоволтаична електрана. Не е битна и не е важна толку инсталираната снага, таа не е голема, таа е 12 киловати, меѓутоа е многу важно што има место каде учениците ќе се запознаат со обновливите извори на енергија кои што треба да бидат иднината на нашата држава, каде што ќе можат практично да го видат тој извор на производство на електрична енергија и со него да се запознаат, бидејќи овие ќе бидат идните техничари и инженери кои што тоа ќе треба да го ментираат во големите електрани. Добро е и втора причина зошто сме денеска тука е што овој тип на училишта треба да бидат иднината на македонската економија, затоа што преку програмите на владата од 2016 година, кога се запишаа помалку од 100 ученици во ова средно училиште, оваа година веќе имаме над 260 ученици во прва година запишани и тука се применува прв концептот на дуално образование, кој што почна пред се, значи со паралелката која што ја воведе Евана, но оваа година веќе имаме паралелка која што е поддржана и од македонски компании, кои што исто така значи определија број на ученици кои што учат во оваа паралелка на дуално образование. Мислам дека овие две работи се исклучително важни во образовниот систем во нашата држава и запознавањето на идните техничари и инженери со обновливите извори на енергија, а исто така и значи концептот на дуално образование и концептот на средните стручни училишта кои што мора да се врати за да образовниот систем го прилагодиме на потребите на економијата во државата.